Дел од граѓанските здруженија нема да седнат на иста маса со локалните власти на општина Аеродром. Активистите од Сакаме Аеродром да дише во објава на социјалните мрежи ја одбија поканата на градоначалникот Златко Марин и му порачаа дека го гласале за да ги решава проблемите, а не да им ги препушта на граѓаните. Мандатот во превод значи дозвола да одлучува во нивно име. Не е работа на граѓаните да изнаоѓаат компромисни решенија со бизнисмените од градежништвото. Ние граѓаните ќе делуваме надвор од институциите, а не од внатре, бидејќи во минатото се покажало многу пати дека лидерите на граѓанскиот сектор, штом седнат на иста маса со функционерите, веднаш ја менуваат плочата. Пишува во објавата. Овој став активистите го соопштија и на вчерашниот протест пред градилиштето кај Мајчин дом. На вториот протест во низа здруженијата и жителите побараа трајно запирање на изградбата на деветкатницата. Во изјава за медиумите тие изразија сомнеж во намерите на локалната власт да ги исполни граѓанските барања. Ова не е нешто што е прв пат видено од наша страна. Градоначалникот Ивица Куновски ни ја направи истата финта, кога се бунавме против донесувањето на новиот ДУП, тогаш го повлача ДУПот на измена, на доработка и на тој начин ја бајпасираше граѓанската револта. Фактот што седниците на Советот се од јавен карактер и секој граѓанин може да присуствува, според активистите зборува за лицемерието на градоначалникот Марин кога јавно се пофали дека ги кани на дебата. Во петок закажувам ворена седница на Советот на општина Аеродром, ги повикувам представниците на граѓанските здруженија и сите засегнати граѓани да присуствуваат и да бидат дел од процесот на барање на решението. Неговото решение да ја запре изградбата на 15 дена поради неправилности на градилиштето не ги поколеба повторно да излезат на протест. Од друга страна пак инвеститорот најавува тужби бидејќи како што кажа во разговор за еден ТВ му се заканувале милионски загуби доколку не продолжи да гради. Тој не е поканет на утрешната седница. Активистите пак одбиваат да присуствуваат, па така останува нејасно за какво решение ќе дебатираат советниците кога и самиот градоначалник Златко Марин на една од пресконференциите кажа дека за конкретниот случај на општината и се врзани рацете.